Битолскиот револуционерен округ, создаден во 1896 година, заедно со останатите 5 округа, зафаќал најголема површина од сите нив. Тој се протегал од Леринскиот реон преку Преспа, Охрид, Демирхисар, Прилеп и Крушево се до Кичевскиот реон. Во овој округ действува, може да се каже, најголем број на војводи на организацијата. Познато дека овој округ имаше најголем број на борбени действија, на битки. Тука се случи и познатото Илиденското востание. Во овој округ исто така имаше поголем број на афери, каде што се разбира во тие настрада голем број на македонски револуционери. Уште додека учел гимназија во Солун, Георги Попхристов станал член на Македонската револуционерна организација. Во 1900 година бил избран за член на Битолскиот револуционерен окружен комитет, каде работел заедно со Дамјан Груев, Михаил Герџиков и Васил Пасков. По затварањето на Дамјан Груев, кој што пред тоа го водеше Битолскиот револуционерен округ, тој беше избран за претседател на Битолскиот окружен комитет. Понатаму, за време на Илиденското востание, или всушност пред одржувањето на Илиденското востание на Смилевскиот конгрес, тој беше избран за резервен член на главниот штаб, кој што ќе го раководи Илиденското востание. По востанието се префрлил во Бугарија. За време на Младотурската револуција во 1908 година Попхристов се вратил во Битола, каде бил назначен за главен учител. За време на обезоружителната акција во 1910 година бил уапсен од турските власти и испратен на заточение во градот Ајдин во Мала Азија, но оттаму во 1911 година успел да избега. Тој во 1912 година, кога се обединија македонските добротворни братства во Бугарија, тој беше избран за секретар на тогаш формираниот извршени комитет на македонските братства, значи една институција, еден орган кој што ги понатаму ги раководеше активноста на македонските братства во Бугарија. Претседател на овој извршен комитет тогаш стана Александар Протогеров. Понатаму по Првата светска војна тој како искусен и се разбира искусна личност и што имаше голем авторитет во самата организација меѓу македонската емиграција во Бугарија, беше исто така избран за секретар на тогаш формираната Илиденска организација. На челно место на Централниот комитет во тој период биле Тодор Александров, Александар Протогеров и Петар Чаулев. Разидувањето во ставовите резултира со убиството на Тодор Александров. Понатаму, по убиството на Тодор Александров во 1924 година, на следниот конгрес на организацијата, на 6-тиот конгрес, одржан во 1925 година, тој беше избран за член на Централниот комитет на организацијата, заедно со тогаш со Иван Михайлов и со Александар Протогеров. Понатаму, по поделбата на организацијата на Михайловичката ВМРО и на Протогоричката ВМРО, тој исто така застана на страната на Александар Протогеров, значи на оваа Протогоричка струја на ВМРО, застана на тоа, може да се каже, воинствено крило на организацијата, во смисла да одговара на судирите на убиствата на приврзаниците на Иван Михайлов и тогаш тој действуваше како член на Централниот комитет на Протогоричката ВМРО. Несогласувањата во ставовите продолжуваат и во понатамошниот период. Поддржувачите на Иван Михайлов се наречени Михайловисти, додека пак останатите се Протогеровисти. Меѓу нив доаѓа и до отворени судари. Во тие судари и разденување на самата организација дојдоа до меѓусебни убиства, така наречени во тој период и во македонската историографија македонски убиства или македонски истребувања. Ево тие борби и покрај тоа што Георги Попхристов беше на страната на Александар Протогеров, тој да цело време се залагаше да прекинат убиствата, дека тие убиствата и штетат
не само на македонското револуционерно движење, штетат на Македонија. Во 1930 година, под притисок на Иван Михајлов, Поп Христов подпишува декларација со која се откажува од понатамошната револуционерна дејност. Се разбира, тој бил принуден да ја подпише таа декларација. Потоа веднаш излезе пред македонската емирантска јавност во Бугарија, дека се повлека организацијата со цел, како што наведено во таа негова декларација или отворено писмо до македонската емиграција, со цел да престанат тамошните судири во самата организација, да престанат братоубиствата во организацијата и дека сето тоа и нанесува штета на македонското револуционерно дело. Еден од поистакнатите и војводи и раководители на Битолскиот револуционерен округ бил секој Ѓорѓи Сугарев. Тој учествувал повеќе време, меѓутоа од 1901 година веќе тој оди на обука, воена обука во школата на Русински, како четник, за веднаш потоа, истата година, да биде назначен, односно да биде вклучен во окружниот комитет на Битолскиот револуционерен округ, покрај тоа што бил член, подоцна бил и секретар, значи завземал висока позиција во раководството на овој округ. Заедно со Даме Груев, Сугарев учествувал во одбраната на селото Смилево за време на Илинденското востание. Она што може би е посебно вака за одбележување во врска со неговото учество во Илинденското востание, што изведува тоа една политичка манифестација или демонстрација со една поголема чета влегува во селото Маловиште, а тоа е населено повеќе со влашко население, одржува еден митинг, таму се одржува митинг, пречекан е масовно со одушување од населението и во својот говор при настапувањето говори дека ние сите македонските револуционери се бориме за ослободување на Македонија, во која што слободна Македонија еднакви ќе биде сите незини жители. По востанието Сугарев останал во Битолскиот реон и продолжил со организаторската работа во Битолско, Ресенско, Кичевско и Демрехисарско. По востанието, за разлика од многу, повеќето други војводи и други раководители, Ѓорѓи Сугарев останува во Битолскиот револуционерен да ја споделува судбината на својот народ во Битолско револуционерен округ по Илинденското востание. Даме Груев го задолжил да ги парализира действијата на српската вооружена пропаганда во Порече. Предаден од врховистичките кругови, загинал во засада кај селото Паралово заедно со 23 своји четници. Релативно со мала чета тој се најдувал тука, обкружен со една прилично бројна османлиска аскарска војска, приближно 200 војници, направен во двоено обрштака, да речеме, и во таква една ситуација се води една жестока битка и се разбира предавникот подоцна, откако завршува, се разбира по известно време, бил откриен и од страна на организација ликвидиран како предавник, така како што секогаш постапувала организација со предавниците и на организацијата и на ослободителното дело. Параскев Цветков ги посетувал музичките студии на Конзерваториумот во Прага, Чешка и Дрезден, Германија. По студиите бил наставник по музика во родниот град, а откако му било забрането да работи во Бугарија, заминал за Македонија. Во 1902 година станал член на тајната македонско-одринска револуционерна организација во Битола. Бил близок пријател на рускиот конзул Александар Ростковски и негов домашен учител заедно со Крсте Мисирков. Четата на војводата Параскев Цветков во 1903 година броела 15 кумити. Според еден извештај на српскиот конзул,
Крајната цел на неговата чета била дека се бори за автономна Македонија, за Македонија на македонците и дека нема да дадат ни педа од македонската земја, ниту на Србија, ниту на Бугарија. На 21 април 1903 година, четата на војводата Параскев Цветков била предадена во битолското село Могила и срдисано турскиот аскер на број од 300 војници. Не помислувајќи на повлекување, војводата заедно со својата чета храбро се впуштиле во нерамна борба со турците, загинувајќи заедно со 13 до 14 четници. Да речеме дека во битката кај Могила, во селото Могила, кога комитите биле сардисувани, тие знаеле дека се сардисувани, но не побегнале, туку пееле револуционерни песни во кои што се слават подвизите на оние што загинуваат за татковината. Сведок на крвавиот настан, кој траел околу 20 часа, бил данскиот кореспондент Франсис Де Янсен. За весникот Националити тој напишал: "Од се она што го видов во Македонија, најдлабок впечаток ми направија борбите во Могила. Тие луѓе кои јуначки се бореле за слободата, тие 20 се држале цели 36 часа наспроти повеќе од 300 турци. Тие не се разбойници, ниту злосторници, ниту дивјаци, туку интелигентни, образовани луѓе, представници на моралната сила на земјата. Луѓе во се подобни на нас, кои се жртвувале за една повозвишена идеја. Ако тоа, кое тие го извршиле кога ја прегрнале смртта, без да помислат да се предадат, не се нарекува херојство, тогаш јас не ја разбирам смислата на тој збор." Во 1902 година Алексо Стефанов станал четник во четата на Тома Давидов, а по неговото убиство во четата на Ѓорѓи Сугарев. Начинот да се истакне за него дека тој не само што беше мощно активен за време на Илинденското востание, исто така мощно активен за време на Млотурската револуција, каде што со својата чета влегол меѓу првите во Битола. Исто така и за време на Првата Балканска војна учествуваше во ослободувањето на Битола, а се разбира неговата најголема револуционерна активност е по Првата светска војна, каде што од 1923 година, заедно со другите своји војводи, соработници во самата организација, се разбира од Битолскиот округ, како што беа Петар Шаданов, Георги Попкристов, Крум Петишев и Петар Трајков, постојано, значи од 1923 година, постојано навлегуваше со својата чета, значи заедно со овие другите битолски војводи, преку Италија, преку Албанија во западниот дел на Македонија, значи во Битолски окриско, каде што поводените судири со српските војни полициски власти, тој беше приморан да се повлекува во Албанија, каде што исто така треба се одбележи, тие во Албанија има своји бази, каде што со помош на албанските револуционери, револуционерниот комитет, престојува во овие бази во Албанија, во близина на Корча, таму се опремува, таму се вооружува и се разбира по потреба, како што реков, навлегува во западниот дел на Македонија, во Битолско, и повторно се враќа назад преку Албанија, се разбира во Италија и се враќа во Бугарија. Војводата Милан Матов учел гимназија во Битола, каде во 1896 година, по препорака на Пере Тошев и Ѓорче Петров, се вклучил во македонското револуционерно движење. Војводата Милан Матов е познат по тоа што не е само брат на Христо Матов, значи непознатиот македонски идеолог, туку е познат војвода кој што долго време действувал во Битолскиот револуционерен округ, действувал и од пред Илинденското востание, а потреро неговата активност се забележува по Илинденското востание, каде што за разлика од другите војводи останал на овој терен во Битолскиот реон. И за време на Млотурската револуција, познат дека тој прв се ја легализира својата чета, влегол со својата чета во Битола, каде што имаме денес благодаречи на
познатиот снимател Милто Манаки, голем број на фотографии со неговото влегување во Битола. Понатаму, позната е неговата дейност за време на Првата светска војна, или поточно по Првата светска војна, со учеството во Тиквешкото востание во јуни 1913 година, а уште повеќе како еден од водачите на Охридско-Дебарското востание од септември 1913 година, каде што заедно со албанските револуционери, заедно со Петар Чаулев, го предводеше ова востание и да жал тоа заврши мощно трагично. По Првата светска војна Милан Матов бил активен во Илинденската организација и во Македонскиот научен институт. Начинот да се истакне дека Милан Матов остави поголем број на спомени, мемуари за својата револуционарна дејност, како што реков, не само спомени, туку и една негова позната спомен под наслов Македонија раскажува, за тоа што за разлика од другите македонски војводи или револуционери, тој е мощно остар, мощно критичен кон другите македонски војводи. Меѓутоа, треба се одбележи неговата посветеност на македонското револуционарно дело, кога во 1922 година по предлог на Тодор Александров да се испратат младите тогаш војводи Илија Кушев, Љубомир Весов и Петар Шандаров во Македонија и во недостиг на средства да се опремат, значи да купат униформа и оружје, Милан Матов им понудил дека ќе се ја продаде својата машина за шиење само овие негови другари, овие негови војводи да имат средства за опремување и да преминат во Вардарска Македонија, значи таа негова посветеност на македонското дело токму говори дека дури сакал да се откаже и од екзистенцијата на своето семејство, се разбира и на своите деца. Крум Петишев се вклучил во македонското револуционерно движење во 1903 година на 18 годишна возраст и бил војвода во Битолско се до 1925 година. Тој бил секретар на Битолскиот окружен револуционерен комитет и до 1930 година постојано бил присутен на овој терен. Во 1930 година, кога се засилиле меѓусебните убиства во ВМРО, ја напуштил организацијата и се откажал од секаква револуционерна дејност, пожелувајќи му на македонскиот народ да ја оствари својата мечта за слободна Македонија. Она кој треба да се нагласи за Петар Шанданов е дека неговиот живот е всушност една историја на сите политички борби и пресврати кои настанале во македонското ослободително дело. Од централист, тој постепено и автономист, постепено се преориентира кон федералист, дури и се приближува кон комунистичките идеи, се со цел да се прилагоди кон промените на едно време во кое бара најпогоден израз, односно артикулација на македонските ослободителни идеи и сите овие политички идеи, политички определувања за некој се само една форма низ која треба да дојде до автономија и слобода на Македонија. Се разбира од минималистички барања какви што биле ги поставил до Врховниот совет заедно на Советскиот сојуз, заедно со Павел Шатев, во кој бараат македонското прашање да се реши онака исто како што е решено во Советскиот сојуз, одавање право на самоопределување на македонскиот народ и со утврдување на Македонија како една посебна целина во која живее посебно население со свој јазични и други особености. И заради тие негови револуционерни промакедонски активности, тој беше затваран, апсен, сослушуван од бугарските власти,
значи не само за време на двете светски војни, и по Втората светска војна. Може да каже дека 7 пати беше интерниран, затворен во затвори, во логори, проведувајќи 10 години во бугарските затвори и концентрациони логори. Петар Шанданов влегува во ВМРО пролетта 1912 година и веќе во 1913 учествува во Охридско-албанското востание, пошто завршува во затвор во Охрид и во Битола. 4-5 години доживеал ужасна тортура, ужасно измачување. Доли во тие полициски документи кои стоја за неговите затварања, стои точно програмирано како треба да го истрпуваат. Вика, само 6 сати во денот може да му се дозволи да се одмори, а другите сите, таму 18 сати, бил изложен на испитување, тортура, изживување, репресија и така натаму. Од 1922 година, кога Тодор Александров го назначува за раководител на Битолскиот револуционерен округ, тој, значи од оваа година, постојано, речи се секоја година, заедно со другите негови другари, во воведува самата организација, како што беа и Крум Петишев, Георги Попхристов, Алексо Стефанов, Петар Трајков, постојано, исто така навлегуваше во Битолскиот район, значи повторно преку Албанија. Имаше поголем број судери со српските војни власти. Понатаму се префрлуваше во Албанија, каде што исто така, значи има своја база, организацијата имаше своја база. И понатаму во Италија, каде што, значи, и самата организација беше одреден да ги одржува контактите и со Албанскиот револуционерен комитет, исто така и контактите со Албанија, заедно со Петар Чаолев. На 6-тиот конгрес на ВМРО, одржан во февруари 1925 година, Шанданов бил избран за заменик член на Централниот комитет на ВМРО. Во месец јули 1925 година, заедно со членот на Централниот комитет на ВМРО, Георги Попхристов, и со голема чета од 30 души, преку Беласица се упатил во Битолско, каде дејствувал извесно време. Со капитулацијата на Бугарија, македонската емиграција, бројни интелектуалци, припадници на различни организации во Бугарија кои во овој период имаа услови да делуваат и кои живееа во Бугарија, најнаш повторно се организираат. Сите тие со огромна надеж и со огромна љубов го прифаќаат создавањето на Асномска Македонија и сакаат да ги вложат своето искуство, своите интелектуални способности, сили и така натаму во градење на новата македонска држава. Еден од овие водечки интелектуалци, припадници на ВМРО е секако Петар Шанданов. Петар Шанданов е еден од ретките македонски војводи, револуционери, па и раководители, кои што во 1934 година со објавувањето на резолуцијата за признавање на македонската нација, единствено, тој може да се каже, го прифатил постоењето на македонската нација, изјаснувајќи се јавно дека навистина постои македонски народ на овие балкански простори. Во предвечерието на Втората светска војна, Петар Шанданов се приклучил во редовите на антифашистичкиот фронт во Бугарија. Како и пред војната, исто и во текот на Втората светска војна, и пред нејзинот и од почеток и во текот на војната, на повеќе пати Петар Шанданов бил затворен, особено кога бил затворен во текот на 1941 година, тој одбил да потпише една изјава со која го терале бугарските власти да го признае приклучувањето на Македонија кон Бугарија. Значи, тоа може да се биде суштината на неговата определба, неговата цел на неговата борба. Не е приклучување на Македонија кон Бугарија, туку решавање на македонското прашање со одделување на Македонија во една посебна единица. Русински завршил подофицерска школа во Софија. Бил четник во првата чета на македонската револуционерна организација во Малешевијата во 1897 година, а потоа во четата на Гоце Делчев. Делчев во 1900 година го испратил во западниот дел на Македонија
Значајна улога околу создавањето на Четничкиот институт одиграл и Никола Петров Крусински, кој што некаде околу 1900 година од Делчев е испратен во овој регион, иако кај одредени историографи од поранешниот период постоела тенденција да се маргинализира дејноста на Никола Петров Крусински пред се заради неговите социјалистички определби, но факт е дека тој навистина одиграл значајна улога при профилирањето и создавањето на повеќе војводи, особено во регионот на Крушевско, Демиркисарско, Кичевско, Охридско, Струшко, па и во Прилепско-Мариовскиот регион. Војводата Петар Ацев станал член на Македонската револуционерна организација во 1895 година во Софија по препорака на Ѓорче Петров. Во почетокот на 1902 година преминал во илегалност и станал војвода на Крушевската чета, а по самоубиството на Методи Патчев бил назначен за прилепски војвода. Може би најистакнатите револуционери и војводи во Прилепскиот револуционерен реон, и тоа е еден долг временски период. За цело време тој раководи, односно предводи на реонска чета, се движи постојано, мислам, во реонот, го организира населението и исто на време тој е член и на околискиот комитет во Прилеп и како таков има имал големи проблеми околу воспоставувањето единството, затоа што во раководството на Прилепската револуционерна организација уште од 1897 година со појавувањето на така нареченото бугарско револуционерно братство, таму имаше инфилтрирање од неми приврзаници на тоа братство и од тогаш имаме постојано, така да речеме, фракционерство, кое што во прилична мера ја отежнувало, значи работата на Петар Ацев воопшто се одразувало на револуционерната организација околиската и воопшто во ширењето на револуционерна организација во целиот тој реон. Инаку во времето исто така не сам мислам активен учесник и на Смилевскиот конгрес, тука е избран во штабот на Прилепскиот револуционерен реон и тој дури раководи со штабот, тука се и представници исто така од Прилепскиот околиски комитет, меѓу другите Јордан Тренков, тој е оној кој е сарафист, така речем, приврзаник на таа фракција. И во времето на востанието Петар Ацев главно действувал на тој реон. Значајно е дека поради недоволна подготвеност исто на Смилевскиот конгрес многу категорично укажува, особено Прилепскиот реон, дека не е доволно подготвен, дека нема оружје за кравање востание, меѓутоа она се заврши така како што се заврши со донесувањето одлуката. Поради таа состојба во Прилепскиот реон не беа преземани поголеми борбени акции, а повеќе се изведуваат диверзантски акции на важните комуникации, прекин на патните комуникации, поштенски телефонски сообраќај према Велес и натаму. И она што е значајно, тој активно учества, тој е онај војводите кој го прифаќа Ѓорче Петров, нели, кога доаѓа со големата чета да учества во Илинденското востание, и заедно тој главно се движи со Ѓорче Петров и особено значајни се акциите што ги превземаат заедно, движејќи се двете чети на просторот на Прилепскиот реон. Дори малку разочаран бил Ѓорче Петров заради степенот на организираност и на активните востанички дејства во реонот. Значи, за него да се истакне дека тој е еден од прилепските војводи кои што подолго време престојал во Битолскиот револуционерен округ, поточно во Прилепско, во Крушевско и во Битолско.
учествувал во голем број на борби, битки. Овие битки, за разлика од другите македонски војводи, останал жив. Учествувал во битката кај село Рајчани 1905 година, каде што бил убиен Никола Карев, заедно со поголем број четници. Исто така, учествувал во големата битка кај Ножот 1908 година, каде исто така може да каже дека во оваа битка загина најголем број на македонски четници, околу 60. За разлика од другите војводи, Ацев по Илинденското востание останал во Македонија. Тој бил присутен за време на Младотурската револуција, при што завршил во затвор цели 15 месеци. Бил присутен за време на Балканските војни како доброволец, а делувал и по Првата светска војна. Многу позначајна е за Петар Ацев и она периодот после Првата светска војна, во времето од 1918 крајот на војната, почнав на 19 година, кога одново се активираат раководителите, водачите на револуционерната организација, како што вела од Западна Македонија, односно на историската или Гоцева револуционерна организација, кој заедно со Ѓорче Петров, со Дима Хаџидимов, со српските револуционери се активираат за да го постават, да се постави решавањето на македонското прашање на мировната конференција во Версај. Тоа е во привременото представништво, значи заедно тие се договараат, се соединуваат, формираат едно привремено представништво како легитимно представништво на македонскиот народ и на македонската емиграција, која ќе говори во името на народот за решавање на прашањето на Македонија. Она што е најсуштествено е значено дека тие го постават прашање дека во таа констелација и после она што го направил македонска со својата борба за ослободување, се застапили за создавање, односно имаме една единствена солуција која што тие застапуваат е ослободување, или тоа е окупирана Македонија, прво било од бугарските армиски сили, потоа од српските и грчките и така натаму, обединување повторно на Македонија, создавање самостојна држава Македонија со центар во Солун, средиште, докажува дека и образложува дека Македонија представува една целина, географски, економски и секаква, дека единствено мирот на Балканот може да се постигне ако, бидејќи биле секогаш конфронтирани или се воделе тие претходни војни меѓу балкански држави токму за Македонија, и дека единствено правидно и правилно решање на македонското прашање со создавање автономна, прво го поставиле автономна во смисла на самостојна држава Македонија, која потоа би била дури обединителна, која би влијаела на поврзување, надминување на спротивностите меѓу соседните балкански држави, дури за некаква идна Балканска федерација. За разлика од други војводи кои биле интелектуалци, учители, револуционери, па да речеме дури теоретичари и идеолози, Јордан Силјанов Пиперката бил месен човек од местното население, дури неук, меѓутоа со голема природна интелигенција и дарба. Многу вешт, храбар борец и многу вешт во водењето на борбените акции. Она уште во почеток, кога тој започнува со четништвото или со комитлукот, на својот район, во Кичевскиот район, тој се истакнува особено со пресметка со злотворниците, со, да речеме, насилниците во районот, кои го тероризирале македонското население, особено на албанските качаци. И тој секогаш го заштитувал и се стоил голем авторитет се стекнал во местното население, многу почитуван бил.
Војводата Јордан Силјанов Пиперката влегол во четата на војводата Дуко Тасев во 1897 година, а во 1901 година во четата на Никола Петров Русински. Фолклорниот костим на Јордан Пиперката, бидејќи тој останал како оние митските јунаци во руските бајки, останал верен на фолк пейсажот и тој самиот сакал да биде погребан на ридот во Велмевци за да го гледа суво поле, бидејќи тој во својот живот имал една таква безгранична храброст, што мислел дека таа му овозможува една форма на бесмртност. Војводата Лука Джеров завршил француско училиште на лазаристите во Битола, а потоа гимназија во Солун. Тој ги основал револуционерните комитети во Демирхисарските, Крушевските и Кичевските села. За време на Илинденското востание бил назначен и за војвода и имал повеќе судири со турскиот аскер. Делувал како битолски војвода и по младотурската револуција, но по Втората Балканска војна емигрирал во Бугарија. Како водач на првиот крушевски одред за ослободувањето на Крушево од османлиите на 2 август 1903 година, со 67 востаници, Андреа Димов до Курчев ги ослободил турската полициска станица, општинската зграда, телеграфско-поштенската зграда и зградата на даночната и шумската управа. При одбраната на Крушево од бројниот аскер и Башибозук на 12 август 1903 година го употребиле едно од првите црешови топчиња. Во едно од тие претходни села договорен е распоред и на 20 нови дојдени војводи од Бугарија. Еден од нив е Иван Наумов Алабакот, кој што е практично војвода сарафист. И како сарафист не го прифаќат никаде. А тој бара простор, се стрекева Христо Узунов со него и го распоредува во еден дел, го дели делот на Алексо Стефанов на војводата, еден дел му дава на Иван Наумов Алабакот, кој што се стационира во селото Зашле. Војводата Иван Наумов Алабакот го предводел вториот крушевски одред за ослободувањето на Крушево од османлиите на 2 август 1903 година и учествувал во ослободувањето на градот. Неговиот одред од 70 востаници ја нападнал турската касарна и после тешки и долги борби касарната била освоена на 3 август. Најжестоки борби водел кај местноста Слива. Од Крушево се повлекол заедно со востаниците на војводата Борис Сарафов. Војводата Ванчо Србаков се вратил од печалба од Бугарија во 1903 година и формирал своја чета. Учествувал во Илинденското востание како кичевско-поречки војвода, а потоа станал крушевски војвода. Загинал на 11 април 1905 година во село Цер, заедно со војводата Христо Узунов. Војводата Дуко Тасев ја основал првата комитска чета на организацијата во западниот дел на Македонија, во манастирскиот комплекс Света Пречиста Богородица Кичевско. Заедно со Питу Гули и други македонски револуционери се вклучиле во четата на рускиот мајор атаманот Адам Калмиков. Заробени од турците во Радовиш, одлежале неколку години во Дијарбекир во Анадолија. Тој во 1897 до 1900 година бил вклучен во редовите на ТМОР
и станал раководител на чети на организацијата во Кичевско. Работник кој што долго време работел од сиромашно семејство, кој долго време работел, печал барал така во Софија исто така. И се враќа во Македонија секогаш со желбата била да се врати во Македонија, да се бори за слободувањето на земјата. Војводата Питу Гули уште во раната младост се вклучил во една револуционерна чета која требала да навлезе во Македонија. Во Радовишко четата била откриена, а Питу Гули бил фатен и фрлен во затворите во Солун и Дијабекир, Мала Азија. По амнестијата се враќа во Крушевско и станува јатак на војводата и на четата на Дуко Тасев. Во 1902 година се вклучил во четата на војводата Тома Давидов, а во пролетта 1903 година формира своја чета. Но она што е карактеристично за него како никој друг од војводите на револуционерната организација, освен она што било фанатично храбар, жесток во сударите, меѓутоа многу цврст во своите ставови, непопуслив. Карактеричното е за него што кога штабот на Крушевскиот револуционерен реон, согледувајќи состојбата, концентрацијата на огромни османлиски војски, со современо вооружување, со артилерија, со се, дека е безизлезно и за да се спасува населението од градот од уништување, војводите одлучуваат штабот да се повлечат во станиците, на тој начин да има поголеми загуби. Питу Гули со отприлика еден добар одред, околу 700 души. Единствено е тој кој што не е извршил наредбата, онаш на повисоките органи на штабот, и решил дека тие се посветени и кога давале заклетва, дека тие даваа заклетва дека го жртвуваат својот живот за слободата на својот народ и на татковината. И воден од тоа домисла, доследно, тој останал со своите востаници да се бори и да го брани Крушево, меѓу со жртвата требал да го покаже патот натаму, како треба. Јасно било дека не може да се победи османлиската држава, која се уште била на 3 континента, со огромна војска, со башибозук. Меѓутоа, тоа требало да покаже, да го определи патот натаму на македонската револуција, да биде символот на борбата, другите генерации да се воспитуваат по херојството на илинденците и затоа во таа борба загинува заедно со своите востаници. Тој се пројавува повеќе од некаде од 1900 година наваму, инакум тој представува од онаа група, произлегува од социјалистичката група во Софија, инакум каде што тава и работел пред да се вклучи во македонското револуционерно движење. И во почетокот на 900 година се враќа во Македонија и со намера да ги шири, и се разбира ги ширил работа, да ги шири тие, така речеме, нови инфилтрирани социјалистички идеи на теренот во Македонија. И таа година, некаде во март, заедно со Русински, со Никола Карев, тие организираат една конференција. Во јуни 1900 година влегол во редовите на Македонската револуционерна организација и станал четник во четата на војводата Никола Русински. Откако Русински заминал на нова должност во Прилепско, Веле Марков станал крушевски војвода. Предаден во селото Ракитница на 22 јуни 1902 година и сардисан од турскиот аскер и Башибозук, трагично загинал. И во тоа окружување, во таа борба, скоро една 24 часовна жестока битка се води во борбата. Веле Марков, како војвода, а сите војводи револуционерна организација, секојаш имале во торбата своји значајни тајни документи, кога она што
кореспонденцијата на организацијата, движењето на вакцинирањето. Кога османлиските војски не можеле никако да ги разбијаат, затоа што добро утврдени и со прецизна стрелба им нанесувале се поголеми загуби, примениле тактика да ја пожорават куќата во која што се најдува сочетата и преостанало единствено на некој начин да се пробиваат после тој пожар каде што веќе немало услови да се бранат и во борбата загинува, она што е значајно, веднаш откако тој е загинат заради освета му е отсечена главата на Веле Марков и тој толку подекнал тој настан пошироко што за тоа покажале интереси конзулите на европските големи сили и таму доаѓаат по битката и рускиот, и австро-унгарскиот, и италијанскиот конзул да го видат тоа, да речеме тоа чудо од херојство и борба, каде се случило и што се случило. По смртта на Веле Марков, крушевски војвода станал војводата Ѓурчин Наумов Пљакот. Покажал голема активност за време на Илинденското востание при нападот и заземањето на градот од османлиите, а особено при одбраната на градот од бројниот Аскер и Башибозук. Предаден од српските пропагандни чети, загинал во септември 1904 година кај село Слатина, Порече. Негов наследник бил војводата Блаже Крстев Биринчето. Во Илинденското востание се борел во четата на Питугули, а загинал во борба со турските војски во мај 1911 година кај село Журче, Демирхисарско. Војводата Никола Карев завршил 4-ти клас во Битолската гимназија и на 16 години заминува на печалба во Бугарија. Под влијание на Васил Главинов ги прифатил социјалистичките идеи. Никола Карев во редот оние на Русински, на Веле Марков, социјалистите, како се вели. За разлика од нив, тој многу порано се вратил во Македонија 1898 година, учителства на повеќе места, меѓутоа главно е неговото да ги шири, така да речеме, нивните социјалистички идеи во теренот. Подоцна се вклучува во револуционарната организација и она што е најзначајно за него е времето на Смилевскиот конгрес и во време на востанието. На Смилевскиот конгрес, како и другите поистакнати војводи, тој исто така е против кревањето на востанието. Меѓутоа, кога веќе се донела одлука, тука понатаму немало што да се расправи, да се договара, туку мора да се извршува. Тој е избран во горскиот штаб за Крушевскиот востанички реон и тој е началник на горскиот штаб. И она што исто така е значено заедно со војводите од штабот е тој го определува планот за дејствување, за напад за ослободување на Крушево. На пат од Бугарија, каде престојувал кратко време, кон Крушево, загинал во битка со турската војска кај кочанското село Рајчани во 1905 година. Војводата Методија Стојчев се вклучил во четата на војводата Веле Марков во 1902 година. Во битката кај село Ракитница Крушевско во 1902 година бил фатен од турците и осуден на 15 години затвор. По излегувањето од затвор во 1903 година станал градски војвода во Крушево и како таков учествувал во Илинденското востание. За време на Балканските војни со својата чета дејствувал во Крушево. Може нека карактеристично и значајно да се истекне за овие битолски војводи дека речиси сите, за разлика од другите војводи, останаа живи и понатаму продолжија со својата револуционарна дејност, значи по првата светска војна до 1929 до 30 година. И сите овие војводи, како Георги Попхристов, како Петар Шанданов, како Милан Матов, како Крум Петишев, како Петар Рацев, сите оставија спомени, кои што поголемиот број се објавени не само во Бугарија, туку и кај нас, каде што
благодарејќи на нив, македонската историографија има голема можност, значи доби голема можност да се разбира, да се запознае со многобројните настани личности, со многобројните борби што се одвива, се разбира на овој терен, на битолскиот терен во Македонија.